немаме институции, немаме држава, немаме систем кој што може да ги заштити граѓаните на оваа држава. И тоа е страшно. Зашто е страшно? Затоа што плаќаме чесно данок. Милиони имаш давачки кон државата. Не се свесни дел од граѓаните колку процент од нивната плата иде кон државата. Зашто ја плаќаме оваа држава? Зашто ги плаќаме политичари? Зашто ги плаќаме? Зашто ја плаќаме полицијата, здравството, образованието? Така е сваќаат нашите политичари држава. Да доеме на власт за да направиме кеш, а кешот го земаат од нас, од сите нас. Да. Ама кај нас ти џабе збориш, кај нас луѓето, граѓаните, јавноста ја сваќа државата како нешто апстрактно. Државата не е архаичен поим. Државата ти е као, не знам, дневната соба. Постои, ја плаќаш. Као куќата. Тоа е исто е државата. Плаќам за улично осветлување. Плаќам за да им нема ѓубре. Као што плаќаш за некој да дојде дома да ти хаус мајстор, така плаќаш и на политичарот да ја средува државата, да работи. Метафизика не е тоа. Милиони и милиарди што ги збориме само бројки, само ветер, само мисла. Тоа се фактички ситуации. Тоа се милиарди денари и евра кои што се земени од вашиот жеп. Не е државата некаде лебди тоа вака. Во облачињата. Државата постои. Ја плаќаме, ја живееме, ја користиме и тоа мора така да се свати. Државата е сопственост, колективна сопственост на сите нас. И како ќе се однесуваме према таа колективна сопственост, таква ќе ни биде сопственост.